Спонзорот Цермат ви представува. Поминаа 7 години од смртта на Тоше Проески. Изложба на младиот Мартин во Центарот за култура. Содржа традиционалната конференција на Авон во Битола. Француска забава во Мезе бар 102. Денес се навршуваат точно 7 години од смртта на легендарниот пејач Тоше Проески. Оваа снимка е дел од музичката приказна на Тоше, кога како средношколец во средното музичко училиште во Битола пееше на традиционалната забава за добре дојде на новите ученици. Приказна која се пишуваше во класата на професор Василчо Пецаковски и се развиваше кај професорот по соло пеење Пеце Митревски. Во музичкото училиште постои катче посветено на Тоше по идеја на професорката Вилма Костовска. Ова се нивните сеќавања на Тоше снимени за нашата телевизија минатата година. Почетоците, првата година кога дојде Тоше, беше мирно и повлечено момче. Онака како што и покрај славата подоцна си го зачува тој карактер на честно, повлечено, комуникативно и така натаму. Подоцна веќе како што се развиваше и како што доаѓаше во погорните класови, се развиваше и неговата слава. И често пати знаеше да даде пожување на девојчињата од сите класови, или беа прва, втора или од постарите класови. Иначе во секој случај беше многу честно и многу воспитано пред се дете. Да можам бар да те разбудам со кафе утринско, по кревет заедно, па да те бакнувам. Тоа го нема одамна. На Тоше се сеќавам како ученик, кој беше извршителен, исполнителен, добро воспитан, од семејство кое традиционално го воспитале, што мислам дека влијаеше силно врз неговиот однос и кон публиката воопшто на Балканот. Тој често знаеше да каже ве сакам, стварно, мислам дека искрено го кажуваше тоа, а тоа му беше, предпоставувам, семејно воспитување. Инаку Тоше во клупите беше добронамерен дечко, секогаш расположен, дружеше со своите другари и што мене многу често ми останало се подсетам на таа состојба дека во секое време и на часовите кога имаше и предавање, и испитувања, тој постојано муѓаше, што значи постојано пееше. Тоше Проески беше роден на 25 јануари 1981 година во Крушево. Неговите родители уште како дете забележале дека поседува музички талент, па така и го насочиле неговиот животен пат. Првата средба со музиката Тоше Проески ја имаше на 11 годишна возраст со учество на фестивалот Златно славејче во 1992 година. 4 години подоцна учествуваше и победи на тин фестивалот Мелфест во Прилеп. Со Пуштиме дебитираше на Маквест во 1997 година. Следната година со нумерата Остани до крај, прв пат настапи на Скопскиот фестивал. Истата година тој започна да соработува и со Григор Копров, од чија соработка произлегоа големите хитови Усни на усни и Сонце во твоите руси коси. Со Твоите бакнежи на моите бели кошули ја освои првата награда од публиката на Скопскиот фестивал. Некаде во ноќта е негов деби албум, што се појави во 1999 година. Истата година Тоше потпиша договор со продуцентската куќа Авалон, која му организира прв
самостоен концерт на Скопското лизгалиште. Една година подосна излезе и вториот албум на Тоше, Синот Божи, кој се памети по хитовите Немир, дуетот со Каролина Гочева во Косите ти спијам, Тајно моја, а со песната Сонце во твоите руси коси ја освои втората награда од жири комисијата на фестивалот Сунчане скале во Херцег Нови во 2001 година. Тоше истата година одржа 5 концерти во Универзалната сала во Скопје. Својот бум во кариерата го доживеа за време на соработката со менаџерката Лилјана Петровиќ. Неговиот трет албум, Ако ме погледнеш во очи, излезе на македонски и на српски јазик во октомври 2002 година. Со Ангел си ти, Тоше ја представуваше Македонија на изборот за песна на Евровизија во Истанбул во 2004 година и го освои 14-тото место. Истата година го објави албумот Ден за нас. По тебе или на српски Пратим те е албумот што Тоше го издаде во 2005 година и со него постигна голем успех на поранешните југословенски простори. Со номерите од ова CD покрај во Србија почна да прави кариера и во Хрватска. Потоа излезе компилацијскиот албум Божилак, на кој Тоше испеа 14 одбрани македонски песни. Игри без граници е неговиот последен албум. Во 2004 година тој ја доби хуманитарната награда Мајка Тереза. Таа година беше именуван за регионален амбасадор за добра волја на УНИЦЕФ, заради што ја издаде песната за овој свет. Пред крајот на својот живот ги привршуваше студиите на Музичката академија во Скопје во класата на професорката Билјана Јовановска и постојано го надградуваше својот глас, земајќи часови по пеење кај врвниот американски професор Вилијам Рейли. Последниот концерт во Македонија го одржа во октомври во 2007 година на градскиот стадион во Скопје, со кој што постави нови рекорди на посетеност. Животот го загуби во сообраќајната несреќа во 2007 година. Денес, во 6 часот и 20 минути, токму во моментот кога Тоше пред 7 години настрада, се одржа помен на неговиот гроб. Пристигнаа 16 маратонци кои пред неколку дена тргнаа од Нова Градишка за да стигнат до неговото вечно почивалиште. Во Македонија веќе пристигнаа фановите на Тоше од Србија, Хрватска, Словенија, кои ќе му оддадат почест. Гласот на Тоше допре до најтврдокорните срца, а со хуманоста помогна таму каде што беше најпотребно. A moju život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neistišani. A moju život je večno padanje, sve da se sobere, poraske ostane, naviki stari vo mene, to ajke ostane. Во Центарот за култура, младиот уметник Мартин Јакимовски ја презентираше изложбата Сослушување на мислителот. Истата се состои од повеќе дела изработени во различни сликарски техники. Здраво, јас сум Мартин, непрофесионален уметник, всушност сликар. Јас сум сам свој учител и ова ми е првото искуство така во животот, да речам. Уште сум во гимназија, поточно горната гимназија. Сакам да ги поздравам во ова прилика професорите, сите мои соученици и останати пријатели. Поздрав. И тоа. Мартин, колку дела имаш тука изложено на денешната изложба? Тука има 24 слики кои на платно со различни димензии. Има акрилик на платно и темпера на платно, исто така има и две икони кои се акрилик на дрво. Исто така има 5 цртежи кои се од направени од студенти во факултет во Бугарија. Од каде се инспирираше најмногу и пред се од каде ги учиш тие техники, пошто нели спомена на почеток дека самиот си свој учител? Па најмногу ми инспирираат луѓето, воопшто и природата. Знаете дека има една поука која вели дека природата е најдобрата учителка, така што мене се ми инспирира и има различни теми зашто сите луѓе имат различни вкусови и сакаат да видат нешто различно. Така да се ми инспирира. Работиш ли на нешто ново во моментот? Во моментот не, зашто баш ова лето стивнав и тогаш ги правев последните слики, немав многу време, а посебно сега и со учење сум зафатен, така да немам многу време, а се надевам за некоја година повторно ќе имам изложба. Мартин техниките ги изучувал сам и вели дека продолжува да се занимава со сликарската уметност.
Синоќа во Битола под мотото "Живеј го својот сон со Авон" беше одржана свечената конференција на Авон на која присутните имаа можност да се информираат за сите новитети. Визијата на Авон е да биде компанија која најдобро ги разбира и задоволува потребите на жените широм светот преку квалитетни производи, професионална услуга и можноста за деловна афирмација. Како и секоја година најдобрите лидери и менаџери беа наградени за постигнатите резултати, а покрај доделувањето на признанијата на оваа свечена манифестација, маркетинг тимот на Авон ексклузивно ги представи и новитетите кои ќе се појават во брошурите до крајот на годината. Марина Цигарида, регионален менаџер за продажба, ја водеше конференцијата и со присутните ги сподели клучните пораки за продажба, како и новите мотивацијски програми на компанијата. Всушност, секоја работа која што се работи со многу љубов, на крај испаѓа дека е наједноставна за организација, меѓутоа енергијата која што ја вложуваме секој пат во голем квантум. Колку ми беше потребно, па реално може би цел месец за презентирање на мотивационите програми за последниот квартал за нашите представници. Зошто? Затоа што ова е официјална конференција која што содржи и работен дел, и дел кој што треба да ги мотивира нашите представници да прават поголеми продажби, особено во предновогодишниот период. Мене секогаш ми представува задоволство да презентирам, затоа што сметам дека мојата компанија има голем бекграунд и понудите се секогаш топ of the tops, најдобри од најдобрите. Задоволството е големо, особено кога имаме присуство во толкав голем број како денес. Какво е искуството со навиките на потрошувачите, ете конкретно во нашиот град во Битола? Тоа е многу интересно, дискутабилно е, има контроверзија околу тоа. Зошто? Затоа што жените во Битола, според мојата статистика која што ја водам, многу почесто користат декоративна козметика. Јас би сакала да е обратно, многу повеќе да користат препаративна козметика за нега на кожа на лице. Ке ме прашаш можеби зошто е тоа така, затоа што реално само убаво негувана кожа на лице може да прими и да добиеме убав изглед со помош на декоративната козметика. Таа доаѓа како спореден ефект, како спореден момент, барем јас така ја доживувам. Мојот предизвик е жените во Битола повеќе да се негуваат со препаративна козметика и после тоа нели да се посветат на декоративната козметика. На самата презентација доделивте и награди. Колку тоа им значи и на самите клиенти и секако нели малку поблиску да бидат во контакт со самите производи. Наградувањето е составен дел од сите вакви манифестации затоа што генерира многу позитивна енергија. Ги наградивме најдобрите 10 продавачи од нашата зона. Само да кажам дека во зоната која што ги опфаќа Битола, Охрид, Струга, Ресен и Демирхисар и сите околни села, каде што сум јас регионален менаџер за продажба, има околу 1200 представници во моментот. Верувајте, да бидете во топ 10 е голема работа, многу им значи на наградените, затоа што ова е прелиминарно наградување, а годишното наградување го правиме на почетокот на следната година. Тие имаат фантастични резултати. Станува збор за представници кои одделуваат многу време и многу ангажман за да ги постигнат тие резултати, се многу вредни и сметам дека ваквото наградување само ќе ги мотивира дополнително. Дана Стојкова, национален менаџер за продажба во Македонија, ни раскажа како започна приказната за големото семејство на Авон во нашата држава. Приказната почна пред скоро 10 години, на 1 март 2005 година. Символично на 1 март, затоа што ние, како што знаете, многу сакаме да го празнуваме денот на жената. Така што не беше попуста отварањето на тој датум. Сега, почнавме со 350 представници во првата кампања и во овој период досега имаме повеќе од 50.000 жени низ Македонија и имаме дадено шанса да пробаат како изгледа да бидат привилегирани наши конзументи на производите. Ако треба да споредам колку е таа бројка, петиот град по Македонија е Тетово, има толку жители, значи тоа е прилика како ни изгледале работите. До сега во Македонија имаме продадено над 16 милиони производи, што реално значи дека буквално секој дом во просек има пробано наш производ во изминативе 9,5 години минимум 2 пати. Или како би рекле, просто кажано статистички, на час во Македонија продаваме околу 230 производи денес. Јас сум среќна што сум дел од ова семејство, бидејќи ова семејство не станува збор само за нега на лице, нега на убавина, не продаваме козметички производи. Жена кога купува козметика, таа купува надеж, сака да се чувства полна со самодоверба, сака да изгледа убаво не само за другите, туку пред се убаво за себе. И ние сме дел од
тоа нешто што го правиме и јас сум затоа среќна што сум тука денеска, каде што повеќе од 290 представнички во главном во Битола, пошто чув дека имаат и од Емир Хисар тука денеска дојдено, има можност да ги чует кои се сите новите дете и кои се другите можности кои што ги имаме за развој на кариера во нашата компанија. Во изминатите повеќе од 125 години колку што постои оваа компанија, прераснаа во една од најголемите светски компании за директна продажба, со повеќе од 6 милиони представници, работејќи во повеќе од 100 земји низ светот. Тие се глобален гигант со годишен приход од повеќе од 10 милиарди долари и еден од водечките светски козметички брендови со 90% свесност за брендот. Постојано градат уникатно портфолио од козметички производи и брендови, настојувајќи да ги надминат конкурентите во квалитет, иновативност и вредност и да го подигнат нивниот имидж, за да станат козметичка компанија кај која најчесто ќе се обратат жените од целиот свет. Нивната мисија е да бидат посветен светски лидер кој се залага за здравието и благосостојбата на жените преку филантропските напори кои целосно ќе го елиминираат ракот на дојката и ќе им даде можност на жените да постигнат економска независност. 5 вредности на Авон кои служат како континуиран извор на јачина преку гордата историја на Авон и остануваат во срцето на тоа што се доверба, почит, верба, скромност, честност. Синоќа присутните имаа можност да поминат една прекрасна вечер исполнета со танц, модна ревија со модели од Агенцијата за мода, култура и уметност Метрополис од Битола, а настанот кулминираше со настап во живо на популарниот пеач Димитар Андоновски. Викендов во Мезе бар 102. Француската алијанса организираа француска забава. На истата присутните се забавуваа со изборот на музиката на диџеј Иле Косата, музика од Франција и други франкофонски држави. Француската алијанса Битола организира еден настан во Мезе бар од 102 за француската и франкофонска музика. Тоа значи не само песни или бендови кои што пеат на француски, но цела различност на франкофонијата. Има музика на француски, на англиски, на шпански, на арапски, на многу јазици, многу различни видови на музика и сакавме преку това да покажеме една друга слика од француската музика. Нешто друго од Voyage или од Joe Dassin или од Edith Piaf, нешто поактуелно, помодерно. Од денс до електро, рок до поп, на англиски, шпански, арапски и секако француски, универзалниот јазик на музиката ги потсети битолчани на француската музичка култура.